Така, оригинална верзија на Twinkle Twinkle Little Star, која што Сецко специјално ја подготви за да ја отвориме денешната родителска приказна, неговата родителска приказна токму со оваа numера која што подготви специјално за 0N+. Добре ни дојдовте. Добре ви. Денеска тука, значи во студиото е Сецко, фронтменот на Мугер Фугер, неговата сопруга Даниела и нивното синче, кое што наскоро ќе наполни 5 месеци, Исак. Навистина ми е драго што сте тука во комплет и што ќе позборуваме со вас за вашето искуство со родителството. Сецко вела дека татковци, улогата на таткото некако најизразено доаѓа после третата година, дека бебето во првите 2 години емотивниот развој некако поврзан со мајката. Дали искуството кај вас е такво или пак е се поразлично? Не знам, ја го чувствам многу близок, така да на моменти сваќам дека сум може би дури и сега да не претерувам по-потребен, него мајка му се радува кога ќе ме види, да речеме ако му нема по 12 сати на работа. Така. И цело време барах да е кај мене во раце. Како се снајдовте од како дојдовте дома? Вие сте семејство кое што живее со рок музиката, значи има еден поинаков биоритам, еден поинаков животен стил. Колку Исак го промени вашето секојдневие? Секако дека многу го промени, дека тоа отвори нова епизода нели во нашиот живот. Кога дојдовме првите 2 недели, малце бевме во бунило додека да се снајдеме и во тој период ни помага бабата, тетката. Меѓутоа после тие 2 недели си фативме ред и од тогаш си живееме и се снаоѓаме сами. Сецко, каков е тој ред? Можеш ли да ни објасниш како изгледа? Супер, сега цело мое време е негово време, знаеш. До крајот на животот се што ќе направиме ради него, така да мислам што и да правам, како и да правам, уживам баш ради него. Редот е доење кај мама, а подждригнување и држење, нели? И навечер и преку ден. После доењето го превзема татко му, за да може и да подждригне и да стои вертикално, за да подобро му се свари храната. Пеле ли кој менува дома? На почеток јас, после почна и Сецко да менува, така да сега наизменично кој ќе се затече во моментот, тој ги менува пелените. Значи сите уврски се поделени, заеднички. Да. Имате ли време да свирите? Сега многу помалце свирам, морам да признам, отколку порано, ама су имали такви периоди у животот кога ми бил потребен рестарт, па малце да одморам од гитарите, па да се вратам. Така да ова ќе ми биде некоја сасвим нова ситуација и нова инспирација за нешто наредно што ќе го направам. Може би некој албум со инспирација од детски песни? Па, многу слушам детска музика. Баш ради него на DAC TV таму има прекрасни песни и се изнаслушав детска музика, така да таа мала наивност може да се протне во наредно што ќе го. Навикнат ли е на звукот на гитара? На оној рок звук, на гласен звук? Да, кога бевме прв пат на педијатар и Сецко требаше да има проби во студиото, кој што е во нашиот дом, нели, во подрумскиот дел. И прашувавме дали може да се прават проби. И педијатарот ни кажа дека доколку мене не ми пречи музиката и можам да ја слушам, може да ја слуша Исак, а мене не ми пречи, е во граници на нормалата, нели се слуша звукот. Така да многу проби што беа направени таму и за Мугер Фугер и Чиста околина и со Горан Трајковски што свира, ги слушаше Исак и немавме никаков проблем. Така, студиото е во вашиот дом. Да. Вашиот дом е всушност дело на Даниела, таа е архитект по професија. Добивте награда всушност за вашата куќа која што се наоѓа во Ѓорче. Можеме да ја погледнеме, значи ние го имаме фотографии од тој момент. А колку време работевте, дали направивте некој да речеме во проектот, дали има некој дел кој што е наменет специјално за Исак, размислувавте ли за тоа кога го правевте проектот? Да. Значи семејната куќа во Ѓорче, проектот го почнавме 2013 година, 2014 почнавме со реализација и веќе 2 години живееме таму. Минатата година имаше биенале за архитектура на Македонија, која што се одржува на 2 години. И во категорија проект од област на архитектурата, проектот за нашата куќа добри награда. Така, ќе ги видиме подоцна тие фотографии и можеме да искоментираме сега како изгледа. Тука имаме сега една фотосесија која што неминовно
содржи елементи од студиото на Сецко. Па така, кога се спремавме за сценографијата за фотосесијата со Маја, сакавме да има сценографија и од музичка, меѓутоа и од архитектонска сценографија, но решивме да биде музичка овој пат, па наредната година ќе вметнеме некои други реквизити, затоа што стварно имаше многу опрема и имавме проблем што точно да понесеме за да може да се срочи во една сесија на еден ден. Сецко, колку гитари имате? 15 гитари имам и пред други инструменти што како мандолини, мандоли и така. Микрофони имам доста. Почало. Гледате си уште опрема да сакате да купувате, го имате тој порив или во моментов и тоа е имам... малку на згаснато на пауза, на стендбај? Да, сега го имам тоа на пауза, на оставено, евентуално да сервисирам некои инструменти што ми се потребни за снимање, сега конкретно со Горан Трајковски треба да снимам. Така? Така да ќе го оставам тоа за некоја наредна прилика. Така. Што е до него има доволно гитари, а не сум имал една кога сум бил клинец. Да. Така, значи доколку има желба, утре сигурно дека ќе има можност да дојде во допир веднаш со гитара и со музика. Има многу убаво име Исак. Како се одлучивте токму тоа име да му го дадете? Има ли нека посебна приказна? Конкретно она го одбра името. Така, Даниела? Да. Мене ми се свиѓа затоа што накво старинско име. Значи Исак е еврејско име, меѓутоа го има и во православието, го има и во муслиманскиот свет. Ние сме потекнуваме од мешано семејство, моите се православни, неговите се бошњаци, и сакавме да ги испочитуваме и двете страни и името да може да ги одразува и двете семејства, нели? Меѓутоа е современо име пред се, модерно, кратко и така ни се допадна од многу причини, затоа и го одбрав. Така. Исак. Така. Прекрасно. Да. Инаку потекнувате од големи семејства. И вие и Сецко, вие имате 5 деца бе. Вие бевте 5 деца, значи имате двајца браќа, ако не се лажам, како тројца браќа, две сестри. Ние сме 3 сестри. Вие сте 3 сестри. Како изгледа да се расте во големо семејство? Дали е предност тоа? Па за мене било предност затоа што ете со Енко сум свирел у бенд. Сме идели у школа заедно. Све во животот сме направиле заедно. Така, со вашиот брат? Да, дури војска не сакаме да се двоиме, да, отидеме во исто време, не можеме на исто место, но во исто време за да се вратиме, во исто време за да можеме да продолжиме да свириме заедно. И така, значи секогаш е убаво кој имаш дома поголемо семејство кога не си сам. Така. Исто и претпоставувам две сестри нема поубаво. Ништо поубаво, ништо поубаво тоа. Можеме да ја погледнеме и фотографијата од Енко како дете. Какво детство имавте вие? Се разликува или од тоа што денес го живеат децата? Многу се разликува од тоа што сме растеле малтене на улица онака. Така, еве токму и ова е една фотографија која илустрира природа. Да, сега на оваа улица малтене опасно да се искочи затоа што нема ни тротоари за пешаци, а летаат камиони, така да не можеш да видиш ни луѓе на улица како се шетаат, а камоли деца. А ние сме пораснати на оваа улица и тие што биле постари обично не шетале на састав, на езеро не носеле на матка. Така. Значи и нашите родители имале доверба во нив, затоа што биле постари некоја година дека ќе не чуваат. И ќе не соберат 10 дечиња и не носат, да речеме на езеро Треска или некаде и ќе не вратат после назад. Шетате ли вие често? Па да, сега времето кога се подобри, почнавме да шетаме. Бакнеш од мама? Да, велик. Шетаме, да. Сака природа многу, Сарај, кога ќе однесеме до Ѓорче паркот, си ужива таму. Размислувате ли да го проширите семејството? Имате ли таков план? Бидејќи нели предност е да се расте во големо семејство, потекнувате од такви Па не би требало да го оставиме сам. Така. Да, сакаме да има друштво, да има братчиња, сестри понатаму, ќе видиме. Така. Ние сакаме. Така. Што се однесува до воспитувањето денес, родителите имаат најразлични пристапи, ова е едно не секојдневно време. Како вие размислувате, на која линија ќе одите, на линија на попустливост или строгост? Што сметате дека е во денешно време правилно? Па не знам, мислам дека во одредени моменти треба да биде човек строг, за да не свати дека некои работи прелесно се добиваат, знаеш, во животот. Затоа што ја по самиот себе знам дека многу работи кои сум ги стекнал на потешкиот начин без некоја помош од родителите, а сепак сум бил под нивен надзор, че ми оставале до оној момент до кога више стварно не можам, па тогаш
сум ја добил помош и повише кога ќе се бориш имаш повеќе љубов кон тоа. Да рече конкретно првата гитара сум ја купил малтене борејќи се сам за неа, значи сум работил. И физички работи за да дојам до неа. Се согласувате ли дека Секако. ваков пристап треба? Да, најбитно е да му ја пренесеме целата љубов што ја имаме кон почит, кон креативноста, создавањето. Така да мислам дека татко му ќе биде попуслив, та јас построга, меѓутоа може и обратно да биде, не се знае. Да, тоа не се знае. Да. Често пати партнерите се договарат таткото да спие во дневна или да спие во детска соба, за бебето да го дели креветот во спалната соба со мајката. Дали ви имате таква некоја приказна? Не, си спие во креветчето уште од почеток и немаме никаков проблем со тоа. Го ставаме некогаш помеѓу нас само да се гушка, меѓутоа сам спие во креветчето кој што е до спалната. Така, одлично. Да. Што се однесува до неговата исхрана, Исак е на ексклузивно доење, вие го доите. Од почетокот, да. Зошто сметате дека тоа е важно? Ние во оваа емисија го промовираме доењето и сакав поради тој да ставиме акцент на тој момент. Така. Значи на почетокот кога се породи имавме мали проблеми во однос на задојувањето. Користев вештачки брадавици еден месец, меѓутоа после тој месец се воспостави нормално доењето. Си го имаше рефлексот, немавме никакви проблеми. Најздраво е природното млеко. Нема ништо поздраво од тоа и колку што ќе имам повеќе можност да го дојам, ќе го дојам. Така. Да. Доите во јавност? Секаде каде што имам потреба. Така. Го дојам, да. Значи вашиот пристап е кога сака, колку сака, каде сака? Не, си имаме воспоставено ред, значи на 3 сати. Значи вие дојдете на 3 сати. На 3 сати. Затоа што има два различни пристапи. Едните мајки дојат постојано кога бебето ќе побара, значи на барање, а другата теорија е дека треба на неколку часа. Еве вие сте пример дека може да се воспостави успешно доење и се обидуваме да биде на 3 часа, меѓутоа некогаш кога има тие скокови во развој, различно е расположен, доколку му се спие, може да толерираме на 2 сати, меѓутоа ништо под тоа за да може да има простор да го свари млекото, да не му биде тешко на желудникот, сепак треба да се внимава. Така. Да. Исак малку почна сега да се... му се спие. Време му е за спиење. Време му е за спиење. Нема да ве задржувам уште многу, само да ве прашам, така, планирате да поидете на летување оваа година со Исак? Какви се плановите? Кај баба и дедо во Пехчево, а после тоа се надеваме и на море во август. Сака да патува, се вози? Сака да патува, да. За разлика од мене, сака да патува. Исто така малку сакав соседско да проговориме дека успева да учи заедно со бебе. Да. Спремат испити? Да, се запишав на факултет. 2 година сум веќе расчиствам. Уште една ми остана, 3-та. И како изгледа сега со овој распоред, густ, бебе дома? Ја веројатно сум се навикнал да во животот се протнам, секојаш имам малце време. Така. Работам, правам албуми, знаеш. Така да и тоа ми успеа поред овие обврски што ги имам. Така. Одлично. Треба само да си зададеш. А кога најчесто учите? Во кој дел од денот? Додека спие? Кога ќе биде дозволено, зависи. Тоа он го диктира времето. Така. Не зависи од мене. Мајките после породувањето во првите месеци се многу исцрпени, уморни се од целиот процес на родителство, од сите обврски што ги носи бебето. Дали тоа се одразува и на таткото? Дали и вие го живеете истото темпо? Па, првиот месец беше навистина многу напорен и за Даниела и за мене, затоа што ми навикна едно сасим поинакво темпо навечер, значи без пиење. Знаеш, ама супер беше. Сега почна да спие навечер? Како минут. Да, сега си спие, има некако ред. Ке легне некаде од 9 сати, навечер може да стане накај 1 да не буди и накај 5 или 6. Така. Само за доење и си продолжува со спиење. Така. Да. Вие планирате после породилното отсуство да се вратите на работа? Да. Имате ли страв од тој момент? Како ќе изгледа сето тоа? Назад на работа после 9 месеци? Секако се плашам дали ќе имам доволно време, тоа што ми е во мислата да го реализирам. За сето тоа треба време да се изнесе, да се нацрта, да се изменаџира. Меѓутоа сега навечер подработувам и се надевам дека ќе бидам спремна. Така. Кога ќе помине време. Исак ќе расте во едно рок семејство, во семејство со убава музика.
планирате ли да му пуштате музика која што вие сметате дека е квалитетна, да го насочувате натаму, или пак ќе оставите изборот музички да биде негов? Па веројатно дека и он ќе ми покаже нешто ново. А и ќе биде инспирација. Да, веројатно. Сега до некаде, пошто и мене ме учеле, кога сум бил помал, за среќа сум имал таква средина во која се слуша рок музика, дека ме упатија Саймон Гарфанкел, Битлз и такви ствари. Значи многу рано. Така да основата ќе му дам сигурно. Сега тоа што ќе си одберам да слуша како нова генерација, тоа не може. Јас со нетрпение го очекувам новиот албум на Мугер Фугер, да видам што се ќе содржи. Работите, вежбате во студија? Сега за сега не, значи оставено тоа некаде летос да почнеме да собираме. Само склопам мозаици како би го започнал новиот албум. Мислам дека ќе биде многу интересен со нашо. А во однос на концертите? Па и концертите ги Се ставено во мирување? Да. Кој албум на Мугер Фугер ова ќе биде поред? Ова ќе биде 10. Затоа ќе идам на тоа да биде многу интересен и многу по-различен од сите останати. Ќе има дури елементи на онака винтеж електроника со аналогни ритам машини. Ај дури ќе гледам да уфлам некои стари македонски народни инструменти. И така, ќе видам, ќе се поиграм овој пат да видам што ќе искочи. Еден убав експеримент. Да. А можно е да направите некој албум со детска музика, бидејќи дел од музичарите кои што беа гости во 0N+, има снимано или некои препеви на детски песнички, за приспивни детски песнички, или пак има снимано цели албум. Ја обично сум гледал со скепса према таа детска музика, но сега ради него, пошто цело време тоа слушам, значи навистина има фантастична детска музика. Така. И онака технички за да изведеш, за да оцелиш, не е баш едноставно. Дали татковството носи посебно чувство? Да. Сега сум поинаков човек, сега секоја моја постапка, секој моје дело е на некој начин наменето на него. Имам многу поголема одговорност. Ви благодарам што дојдовте во комплет во студио. Так, ние се заигравме. Се заигра и мислам дека му е време за спиење. Ке се видиме повторно. Да. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Се надевам дека уживавте со родителската приказна, со денешната приказна на Сецко и Даниела. До гледање.